Патот не водеше покрај мирните води на Глобочичко езеро и величенственото Дебарско езеро, каде што природата се огледуваше како насликана. Со секој изминат километар, пейзажот стануваше се подраматичен, а чувството дека се оддалечуваме од секојдневието се посилно. Нашата прва голема дестинација беше духовното светилиште Манастир Свети Јован Бигорски. Таму не пречека атмосфера исполнета со мир, молитва и духовна топлина. Во пресрет на Великден, манастирот живееше во посебен ритам, се одржуваше литургија, а звукот и црковните молитви се разлеваше низ просторот, допирајќи до секој посетител. По овој духовен одмор, на патот не одведе кон Маврово. На едно од попатните места застанавме крај реката Радика. Таму меѓу зеленилото и бистрите води, времето како да застана. Боите на реката, што се прелева од тиркизно до длабоко зелено, создаваа сцени кои тешко се опишуваат со зборови. Продолживме кон Маврово, уживајќи во еден од најубавите предели што ги нуди Македонија. Но вистинската магија започна на патот кон Галичник преку планината Бистра. Таму патот се претвори во нешто што ретко се доживува – возење низ тунели од снег. Иако патот беше расчистен, високите снежни ѕидови од двете страни создаваа чувство како да минуваме низ природен лавиринт од белина. Сцените беа нереални, речиси филмски. Во Галичник не дочека тишината на планинското село и традиционалната атмосфера. Таму направивме пауза и уживавме во постна храна, во духот на великденските пости, едноставна, но полна со вкус и автентичност. На враќање, повторно поминувајќи низ снежните тунели, стигнавме во Маврово, каде ја посетивме црквата Свети Никола. Оваа уникатна црква, која често е потопена од водите на Мавровското езеро, овој пат стоеше на суво. Тивка, достоинствена и достапна, им овозможуваше на посетителите да влезат, да запалат свеќа и да се помолат. Патувањето продолжи преку превојот Стража, потоа низ преубавиот Кичевски крај, па низ зелените предели на Дебарца. Денот полека се приближуваше кон својот крај, но убавината не престануваше. И токму кога на хоризонтот се појави Галичица со својата снежна купола, што гордо се издигаше над пейзажот, знаевме дека се враќаме дома. Ова не беше само екскурзија, ова беше патување низ природата, духовноста и автентичната убавина на Македонија, приказна што долго ќе се памети.